Приказни за Зоки Поки од Оливера Николова. Лидија. Не ќе постоеше Зоки Поки ако не постоеше оваа Лидија. Оваа Лидија што е голема до моево колено и што има очи како џамлии. Не ќе постоеше Зоки Поки, но ќе постоеше едно дете со едно обично име. Зоран. Кога прв пат се сретнаа, Лидија му рече: "Како те викаат?" Тој рече: "Зоран." "Не," рече таа, "ти си Зоки." "Зошто Зоки?" "Скратено, така е поубаво. Ти си Зоки, Зоки, Поки." "Ако?" "Ако," се согласи тој малку збунето, но и зарадувано дека ќе има ново име. Рече гласно: "Зоки Поки, добро. Гледаш дека ти се допаѓа? Тоа ти е име." Навистина, тоа беше име. И од тогаш малечкиот Зоран, како да стана голема и важна личност, не дозволи никој повеќе да го вика со неговото старо име. А Лидија, што живееше на подолниот кат од неговата зграда, му стана најдобра пријателка. Како брои Зоки Поки? Почна Зоки да учи да брои. Му покажаа кои се бројките до 10. Тој ги повторуваше цел ден и сите помислија дека ги научи. Вечерта дојдоа гости и му донесоа на Зоки кесе карамели. "А," рече бабата, "не знаете вие? Зоки умее да брои до 10? "Да видиме," извикаа гостите. "Ако умее тогаш, нека ги изброи карамелите што му ги донесовме." "О, тоа е најлесно," рече Зоки. "Веднаш." Тој ги растури карамелите пред себе и почна. "Една карамела," вели Зоки и одделува настрана една карамела. "Две карамели, 3 карамели." "Браво, браво," викаат гостите. "3 карамели," повторува Зоки и што стана? Тој застанува и не може да продолжи понатаму. Мајка му помага. "4, се сеќава храбро Зоки и бликнува во радост. "4, знаев јас, 4. "Ајде понатаму," го насрчуваат гостите. Зоки пак станува. Пе. Одново го храбри мајка му, а тој зинал вонизе за да ги погоди мислите. Пе, се прашува, но одеднаш се сеќава. Пет. Понатаму, викаа нестрпливо гостите. Но Зоки Поки ја врти карамелата во раце, се вртка, гледа во мајка си, но сепак не може да си спомни која бројка доаѓаше по 5. И неочекувано за сите тој си ја стави карамелата во уста. "Оваа не е за броење," вели. "Не чини." "Па и оваа не чини," вели Зоки за следната карамела. "Пих, какви карамели сте ми донеле?" Гостите го гледаат и се подсмевнуваат. "Зарем и другите карамели не се за броење и не чинат?" го прашува еден чичко. "Чекајте првен да ги пробам." Не се збунува Зоки, "а потоа ќе ви кажам дали се за броење." И една по една Зоки си ги стави карамелите во уста. Најпосле тој зачуден извика: "О, па нема веќе карамели за броење." Со што може да се купи сиот цвет? Во една рака Зоки стега 2 динара, а со другата ја држи Лидија. "Што сакаш да ти купам, Лиде? Имам многу пари," вели. Се би сакала за својата пријателка. "Сакам пантелка," вели Лидија. "И црвена, и бела, и жолта, и зелена, и сина, и..." "Нема таква пантелка," вели Зоки. "Има." "Нема, јас знам повеќе од тебе." "Ти ништо не знаеш," вели Лидија, "а и не сакаш да ми купиш." "Посакај друго," вели Зоки. "Веднаш ќе ти купам. Сакам гума, и црвена, и жолта, и бела, и зелена." Нема ни таква гума." "Има." "Нема, посакај друго." "Сакам јајце зелено и црвено." "Пак и зелено, и црвено, и сино." "Нема, друго." Лидија веќе се лути, но пак вели: "Сакам зелено, сино, бело, жолто, тоа сакам." "Тоа не може да се купи," вели Зоки. "Што сакаш ти попрво?" "Сакам се," вели Лидија. Се зелено, сино, бело, жолто, и веќе сака да плаче. "Како се? Се што лета, се што оди, се што има, сиот цвет." "Да," вели Лидија. "Сиот цвет, зелен, жолт, црвен, син." Зоки најпосле се досетува.
Одат во една колонијален дуќан. Зоки ги подава 2 динари и вели: Чичко, сакам да го купам сиот цвет за Лидија. Како? Прашува продавачот. Сиот цвет, жолт, син, зелен, црвен, вели Лидија. Ке плаче ако не ја купам, објаснува Зоки. Добро, вели продавачот. И им завиткува нешто во една хартија. Еве. Децата излегуваат надвор. Во хартијата има 2 шарени бомбони. Лидија ни најмалку не е изненадена. Веднаш го грабнува едното бомбонче и го става во уста. Другото го зема Зоки. Децата сега шлапкаат со устите, лижејќи ги бомбончињата. Најпосле Лидија вели: Леле, Зоки, ама е сладок сиот цвет. Да го изгризам ли? Зоки Поки беше во парк. Зоки беше во парк, па кога се врати оттаму го праша: Што виде таму, Зоки? Зоки како одамна да очекувал ова прашање. Тој знаеше дека децата често така ги прашуваат, за да ги научат повеќе да гледаат околу себе. Како па тие тоа да не го правеа. Но Зоки како Зоки беше подготвен на се, па за да им направи задоволство на постарите почна да реди. Видов еден чичко, леле колку беше смешен, немаше друга работа, па со енижици ги буткаше сите книвчиња што децата ги испуштаа. Потоа си ги ставаше во една кошница за да ги носи дома. Возрастните се насмеаа, но сепак го потикнаа. А друго што виде? Една мајка и едно дете седеа на една долга штица што се клацкаше. На игралиштето ли? Да, но каква лоша мајка. Таа беше на едната, а детето на другата страна од штицата. Кога детето ќе дојдеше до земјата, таа ќе му направише така, тоа па да се крене горе. О, кутрото, не смееше дури ни да заплаче. Да видевте само. О, рекоа возрастните и пак се насмеа. А што видов друго? Што? Видов како едно бебе го чува деда си крај својата количка. Дедото дремеше, а бебето мафташе со рачињата за да му гишка мувите пред носот. Охо, па рекоа возрастните и пак се насмеа. Потоа видов како едно големо дете си играше во тревата. Чичко чувар го виде, потрча по него и му рече: Дојди да ти го измерам грбот, невоспитанко, но детето беше неучтиво и избега. И на ова возрастните пак се насмеа. На Зоки му е радост кога некој се смее, но тој не ќе нему да му се смеат. Затоа тој рече: Епа, кога на се што ќе ви кажам се смеете, тогаш нема повеќе што да ви кажувам. И тој тупна со ногата и си излезе. Кога бабата се лути. Еднаш баба му се налути на Зоки. Веќе не знам зошто, но му рече: Срам да ти е, Зоки, не зборувам повеќе со теб. Но со кого ќе зборува Зоки ако не со баба си? Дома повеќе никого нема. Тато и мама се на работа. Лидија во градинка. Тој се замисли. Ами ако те насмеам, бабице, и тогаш ли нема да зборуваш со мене? Не, рече баба му, нема да ме насмееш. Тогаш Зоки ја зеде вазната и ја стави на главата, па рече: Гледај, бабице, нели сум смешен? Бабата го погледна, но не се насмеа. Зоки со машата си го црни лицето, а со карминот на мајка му си нацрта смешни извиени мустаки. Бабата пак не се насмеа. Тогаш Зоки отиде во бањата, ја зеде четката за пајажина, ја стави под мишка и почна важно да шета по собата. Но бабата ниту го забележа, ниту пак нешто од сето тоа и се стори смешно. Зоки рече: Штраки, буки, кики, бум, но и тоа не го направи саканиот впечаток. На Зоки веќе не му текнуваше што да прави. Испи една чаша вода, го потрепна Фигаро за опаш, погледна низ прозорецот, нацрта едно човече со 7 нози. Но ништо. Без баба си е страшно усамен. Најпосле се реши. Го зеде бокалот од масата, замиша и го истори врз главата. Водата плусна по подот, а бабата скокна разлутен. Ти, неранимајко, ти непослушко, знаеш ли дека ќе те натепам толку убаво што ќе запомниш? Но Зоки дури сега среќен беше подготвен на се. Ако, бабице, ако, натепај ме убаво, натепај ме. Само те молам, зборувај ми. Не можам кога не ми зборуваш. Гостин од село. Кај Зоки дојде гостин.
едно селанче од некое далечно село, дете на пријателот од татком. Се викаше Толе. И тој Толе постојано молчеше. Седи на столот, ги скрстил рацете и гледа во шарениот килим. А на Зоки му е здодевно тоа молчење. Сака да го се зборува, но, бидејќи не знае како, тој се напрчува и вели. Вие во село немате високи куќи, нели? Немаме, мрмори Толе, како тој да е виновен поради тоа. Немате ни кино? Немаме. Ни театар, ни циркус, ни големи улици и тротоари. Немате ни лифтови, ни големи продавници, ни автобуси, ни... Немаме. Одвај, пелтечи Толе. Немате ни електрични печки, ни тераси, ни вакви огромни оджаци. Немаме. Па што имате тогаш? И Зоки Поки занесен мисли дека е победник, Толе ја крева главата и почнува да мисли. Па, имаме двор, а вие имате ли двор? Зоки се чешка по главата. Двор немаме. И петалот го чуваме на таван. Толе се охрабрува. А имате ли поле? Немаме, вели Зоки. Ете гледаш? А каде ви растат и болкниците, крушите, лозјата? На тераса? Зоки се налутува. Добро, па што друго? Немате ни крави, вели Толе. Ни биволи, ни воденица, нели? Ни поток, кажи. Немаме, признава Зоки. Но повеќе со ништо не можеш да се пофалиш. Но Толе дури сега се топори. Како да не? А имате ли вие, кажи, планина? Планина? Се зачуди Зоки. Кој може да има планина? Па ние. До нашата куќа се наоѓа планина. Види, се вчудо не видува Зоки и замолчува. Тогаш влегува бабата со раце запретани во тесто. Вели таа, струјата изгасна. Питата нема каде да ја печам. Ние во село имаме вршник, вели Толе, и фурна, а вие електрични печки. Мисли Зоки, и одеднаш се му станува јасно. Па што, си вели тој, тие имаат она што немаме ние, а ние пак она што немаат тие. Па тоа е прекрасно. Од оваа мисла лутината брзо му поминува и неговото лице со наклонетост се насмевнуваат кон гостинчето од село. И мечето има грип. Зоки е болен од грип. Стариот чичко доктор рече дека мора да остане во постела, ако сака побрзо да оздраве. Но на Зоки му е многу здодевно во постела. Тој лежи сам, мајка му е на работа, татко му е на работа, а баба му готви ручек во кујна. Бабо, викна одеднаш тој, дај ми го сламеното мече да си поиграм. Баба му доаѓа, но и паѓа на ум дека Зоки ќе се открива ако му дозволи да си игра со мечето. Мечето, се чуди таа. Па нели ти е жал за него, Зоки? Ако е до тебе, тоа ќе се разболе од грип. Мисли Зоки, и нема што да каже. Баба му пак си оди во кујната и нему му е уште потешко вака сам. Надвор врне дожд и прозорците се влажни. Бабо, пак вика Зоки, дојди баба му бргу. Баба му доаѓа. Што е, Зоки? Ама не знаеш ли, и сламеното мече е болно од грип. Како? Се чуди баба му и поаѓа кон мечето што седи жално и сфрлено вагол. Ка, кашла Зоки за незиниот грб, претворајќи го гласот и вели. Слушаш ли? Мечето кашла на стинато е. Па што да правиме, Зоки? Вистински се чуди баба му. Донеси го кај мене во кревет да се стопли, бабо. Така заедно ќе оздравиме. Добро, вели баба му, но ќе треба и од лекот заедно да пиете. За мечето знам дека ќе пие, тоа сака да оздраве. Но ти ќе пиеш ли? Зоки размислува. Инаку не ти го давам. Ќе пијам, вели Зоки и ги подава рацете кон сламеното мече. Баба му го става мечето во постела на Зоки. Но, да знаеш, нема да се откриват, зашто мечето тогаш повеќе ќе настине и јас ќе ти го земам. Така сега Зоки и неговото сламено мече лежат мирно во постела, покриени дури до устата. Зоки само тивко му зборува на мечето и го трга за нозете под јорганот, а бабата спокојно си работи во кујната. Цртеж. Татко му на Зоки Поки не е многу дом,
но кога тој скоро цело време му го посветува нему. Денеска тој му покажува како се обојува веќе нацртаната куќа. Тато ќе нацрта куќа и Зоки ќе нацрта куќа. Потоа тато ќе обои куќата, покривот со црвена боја, ѕидовите на куќата со жолта, прозорците со кафена, тревата околу куќата со зелена, а небото со сина боја. Сега е ред на Зоки. Можеш ли сам? Го прашува тато. Можам, вели Зоки. И го обојува. Покривот со зелена, куќата со сина, небото со кафеава, тревата околу куќата со црвена, а прозорците со жолта боја. Не, Зоки, вели тато. Куќата и прозорците можат секако да се обојат, но тревата не може никогаш да биде црвена, ниту пак небото кафеаво, или пак покривот зелен. Погледни го пак мојот цртеж и почни одново. Зоки го погледнува татковиот цртеж и почнува. Сега небото е црвено, покривот жолт, а тревата околу куќата кафеава. Пак почнува одново, но еве, небото сега е зелено, тревата сина, но затоа пак покривот е црвен. И уште само еднаш, и покривот е црвен, небото сино, но затоа пак тревата е жолта. Тревата е жолта само кога е исушена, сине, му вели тато. А нашата трева е зелена. Обоја правилно уште неа и готов ќе биде цртежот. Но на Зоки повеќе не му се црта. Тато, вели тој, но додека јас цртав, тревата се исуши. Ако? Нека остане жолта. Во зоолошката градина. Мама го одведе Зоки во зоолошката градина, зашто тој веќе треба да научи како се викаат некои животни. Зоки, ова е штрк, му покажува мама. Штрк, повторува Зоки. Ова се вика жирафа. Жирафа, вели и Зоки, а во себе си шепоти. Штрк, жирафа. Мечка, Зоки, му покажува пак мајка му. Мечка, значи штрк, жирафа, мечка. А види, ова е слон, ти се допаѓа ли? Слон? Не знам дали ми се допаѓа. Штрк, жирафа, мечка, слон. А ова е лисица, Зоки, вели мама и го прашува. Ке запомниш ли, сине? Лисица, вели Зоки, веќе знам. А во себе пак шепоти како научена стихотворба. Штрк, жирафа, мечка, слон, лисица. Доста е за денес, вели мама. Сега Зоки да повториме. Како се викаше ова животно? И таа му покажува на лисицата до која застанаа. Зоки шепоти очајно во себе. Штрк, жирафа, мечка, слон, лисица. Но никако не може да ги запомни имињата одназад. Тоа му е многу тешко. Затоа тој истрчува кај штркот и лесно почнува да реди. Штрк, жирафа, мечка, слон, лисица. Мама ја сваќа работата. Добро, Зоки, вели таа. Може би вака полесно ќе запомниш. Нели ги личи штрков на моево чадорче? Жолта рачка како неговите ноз, а неговите бели крилја го прават чадорчето. Личи, вели Зоки. А жирафата пак не личи на твојата шарена блуза. А мечката? Мечката, се чуди и Зоки. Мечката нека биде твојата бунда, ако? Добро, Зоки, а слонот? Слонот ми личи на нашиот голем бокал дома. Не е токму таков, но ако. А лисицата? Лисицата нели ти личи на нашиот мачор Фигаро? Да, лисицата сега нека биде нашиот Фигаро. Е сега, Зоки, како се вика животото што е шарено како мојата блуза? Жирафа, вели Зоки. Добро, а што представува моето чадорче? Штрк. Жолти нозе, бели крилја. А на кого личи, Зоки, нашиот мачор Фигар? Ха, се смее Зоки. На лисицата, ева. А кој е ова животно? Слон, личи на нашиот бокал, а она е мечка. Одлично, Зоки. Потоа мама и Зоки си одат дома, но дури и таму почнуваат да се случуваат необични работи. Например, Зоки вели: бабо, дај ми го слонот, ми се пие вода. Или нашата лисица сакаше да го искине штркот на мама. Или мама ги соблече жирафата и мечката. А што прават оние што ги слушаат вака да зборуваат? Се фаќаат за глава, се разбира. Спорат за слугата. Недела е, сите се дома. И тато, и мама, а се разбира и бабата и Зоки. Ручекот се вари на шпоретот и ја исполнува собата со миризба што предизвикува силен апетит.
Додека ручекот се вари, сите по нешто работат. Тато, например, купи леб, го донесе дома и го исече на тенки парченца. Мама направи салата од зелка и ја нареди масата за ручек. Баба го приврдуваше ручекот и се врткаше околу шпоредот. А Зоки што правеше? Се разбира, и тој се врткаше околу шпоредот. Но зошто? Јасно, тој само го подкреваше капакот на тенџерето во кое се вареше јадењето. Го подкреваше неколку пати, замижуваше и длабоко вдишуваше од опојната миризба. И најпосле ручекот стаса. Зоки прв си ги изми раците и се разбира, исто така прв си седна до масата. Но тогаш тато рече: чекајте сега, да видиме кој што заслужил на овој ручек. Бабата рече: јас го сготвив ручекот. Заслужуваш јадење, заклучи таткото и тури на бабата полно чинија манџа со прекрасно парче месо. На Зоки му се наполни устата. Мајката рече: јас го исчистив станот, ги измив садовите, направив салата и ја наместив масата. И ти заслужуваш јадење, рече таткото и нејзи стави полна чинија манџа и едно исто така убаво парче месо. Зоки сега веќе мораше да си подготнува. Јас пак, рече таткото, бев на пазар. Купив се што треба. Донесов леб и го исеков. Донесов и дрва. Заслужувам ли ручек? Заслужуваш, рекоа и бабата и мајката, па таткото и себе си ја наполни чинијата. А ти, Зоки, што направи? Се заврте таткото кон Зоки. Јас? Се зачуди Зоки. Зарем и јас треба нешто да направам? Треба, рекоа сите. Јас, почна Зоки и уплашен дека вака како што пошто, ништо не ќе добие за ручек. Од ненадеж се досети. Јас го кревав капакот на тенџерето. Капакот, рече таткото. Капакот? Тогаш, Зоки, еве ти го капакот за ручек. Балон. Балоните се убава работа, особено кога ќе се добијат на подарок. Тоа го научи и Зоки Поки за својот роден ден. На неговото име поштарот донесе едно пакетче. Мајка му го отвори пакетчето и од него испадна еден убав жолт балон. Балонов ти го испреќа тетката и ти го честита роденденот, рече баба му, читајќи го писмото. Многу се израдува Зоки. Го наду балонот, му ја врза грлушката со конче и го пушти по собата. Балонот е лесен како пердувка. И штом Зоки за малку ќе дувне во устата, тој се извишува уште повисоко, се до таванот. А пак кога ќе му одврде грлушката, што станува тогаш, воздухот шишти како пиштало. И како сега да не ги сакаш балоните, цело попладне Зоки Поки дочекува гости. Мајка му и баба му ги честитаат. Татко му разговара со нив, а Зоки само ги пребројува подароците. Што ти не доби? Не може ни да се избори, ни да се опише. Најпосле, тоа и не е толку важно, зашто сепак на Зоки најубав подарок му остана големиот жолт балон од тетка. Вечерта дојде и чичко му на Зоки. Додека другите се поздравуваа, Зоки гледаше во неговите раце, но тие беа празни. Еј, каква жалост! Што му стана на овој чичко, па ништо да не му купи? И да му покаже дека зборовите, за да му купи подарок, ги сгрешил Зоки, тој му рече: види, чичко, тетка ми го испрати овој жолт балон дури преку пошта. О, рече чичкото, и изгледаше како малку да се навесели. Јас пак мислев немаш балон. Знам и да го надујам, рече Зоки, види. И Зоки трчаше по собата, го дуваше балонот и пак го испушташе воздухот и пака ја врзуваше грлушката толку занесено, само за да му покаже на чичко си дека ете, тој и без неговиот подарок убаво си поминува и дека ни најмалку не му е криво што ништо не му донел. Ако, нека види. Но во еден миг нешто направи, пак, и балонот го снема. Зоки остана со зината уста. Колачиња. Мајка му на Зоки направи колачиња, и шарани од озгора со бадемчиња и со чоколада. Штом ќе ги видеше, на Зоки нешто скокотливо му заигруваше во стомакот. Мамо, постојано молеше тој, да земам ли уште едно? Само уште едно, сосема малечко колаче. Мајка му се смешкаше, но кога еднаш надзирна во садот кој ги чуваше колачињата,
вида дека се тие преполовени. Се замисли таа и ги крена колачињата високо на долапот. Ами сега што ќе прави Зоки? Ги нема веќе колачињата. Мамо, пак прашува тој. А кога ќе ги јадеме оние колачиња? Кога ќе дојдат гости, вели мама. Доста ти е тебе. Лошо ќе ти биде од многу колачиња, но на Зоки не му е ни најмалку лошо. Штом ќе се сети на колачињата, него стомахот го боли по нив. Најпосле дојдоа гостите. Тие уште си ги соблекуваа капутите во пресобјето, а Зоки ги прашуваше. Јадете ли вие колачиња? Потоа гостите влегоа во собата. Мајка ми направи многу убави колачиња, вели Зоки и така го прекинува разговорот што неговите родители го започнале со гостите. Зоране, биди умен, го потргнува баба му. Зоки се сневеселува, но не поминува многу време, тој пак се сеќава за колачињата. Но како да почне разговор за нив? Се свртува кон мајка си. Мамо, вели, ние имаме гости. Зарем нема да ги почестиш со колачињата? Гостите изгледа ја разбраа работата, па почнаа да се смеат. Мајка му ги донесе колачињата и почна да ги почестува гостите. Но Зоки го одминува, како да не го гледа. Мамо, а мене? Прашува Зоки и веќе сака да плаче. Па ти не си гостин, сине? Вели мама. Не сум гостин, а кога би бил гостин, дали би ме почастила? Се разбира, вели таа. Но ти не си гостин. Ке бидам, вели Зоки. Веднаш ке видиш. И тој истрчува надвор, а гостите го испраќаат со смеење. По малку време некој чука на вратата. Мама отвара, тоа е Зоки. Добар ден, вели тој. Ви дојдов на гости. Ке ме почестите ли со колачиња? Мајка му веќе нема што да прави, па го седнува заедно со другите гости и го почестува. Зоран зема едно колаче, но уште тоа не го изел, веќе мисли на друго и ја подава раката кон послужавникот. Зоки, сине, вели мајка му, почекај малку, па така не прават гостите. Но Зоки поки нема ли да се досети, и тој сега вели, па јас не сум гостин, мамице, јас сум твојот Зоран. Големо патување. Не знаете вие колку Зоки поки сака да патува. Секое утро оди тој до неподвижните автобуси и камиони на улицата. Ги гледа, ги отвара нивните врати, разговара со шоферите, влегува во кабините и црта прави и криви линии врз големите прашливи врати на овие возила. А еден ден тој тргна на едно големо, долго и возбудливо патување. И да знаете, тоа беше тогаш кога Зоки поки научи да си го пишува името. Патуваше така Зоки од еден мал град во едно големо село, па покрај една широка река до едно долго море дојде во една тесна улица, а потоа избие еден малечок плоштад, па виде една ниска планина и се искачи на една висока рамница. И се така патуваше и патуваше по целиот свет. Патуваше со денови и со ноќи, а крај него дуваше ветер. Патиштата го засипуваа со својот прав, и сонцето го печеше, и студот го штипеше. Моторот работеше неуморно, а Зоки ни да се помртне. Се на истото место си седи, гледа што станува и молчи. Глас не пушта од се. Така тој ја пропатува едната половина од овој широк свет. Доволно му е кога е дете. И токму сакаше да појде и понатаму, тогаш шоферот го запре камионот. Ја тресна вратата од кабината, го донесоа дебелото црево и почна да го мие извлаканиот камион. А тоа беше страшното, затоа што токму поради ова мораше да престане ова долго, најдолго и највозбудливо патување. Не чудете се многу и не жалете го бестрашниот Зоки Поки. Зошто? Што е најчудно? И тој самиот не знае за ова големо патување. Додека тој си седи дома, тоа наместо него патуваше неговото име, што тој го напише врз прашливата врата на големиот камион. Какво лето? Треба да се запише тоа лето, зашто тоа не беше само обично лето, тоа беше лето за Зоки. Го испратија Зоки на летување, сам. Не ќе верувате? Зошто не? Го испратија заедно со другите деца од улицата, во една голема група што одеше да летува на езеро. Се разбира, со нив одеа и неколку раководители.
Но Зоки не се грижеше многу за нив. Нека се грижат тие за него, а ако му е нешто тешко, ќе најде тој итрец начин да ги надмудри. Со родителите и баба му што постојано го бацуваа, се збогува како во сон. Мислеше на езерото, на пањањето без сапуница, а најмногу мислеше на тоа што ќе прави се што ќе посака. И на вистина, излезе нешто слично, но не напълно онака како што си замислуваше Зоки Поки. Например, можеше да се бања, но само во присуство на раководителот. И тоа ми е нешто само во плиткото. Езерото беше убаво, но што кога не можеше да го преплива? Другарчињата беа добри, креветчињата беа меки. Но што вреди сето тоа кога мораше во одредено време да се станува, да се јади и да се спие? О, и тоа спиење, какви неволи, но не заборавете едно. Зоки Поки беше сам, без домашните, а тоа сепак беше нешто. Од друга страна пак, немаше кому да му се поплаче, никому да му се налути, а потоа му остануваше и самиот да си мисли на себе. Тоа беше и убаво, но и незгодно. Ако греши, самиот си е виновен. Па што да прави тогаш? Животот на Зоки Поки му се стори многу тежок. Сакаше дури и да си оди дома. Но помина ден, поминаа 2 дена и работите како да почнаа да се изменуваат. Зоки Поки почна да сваќа нешто многу важно. Ета, например, си помисли, раководителите изгледаат строги, зашто се грижат за децата и се плашат да не им се случи нешто додека се далеку од дом. Што би правеле ние кога би останале сами? Би се бањале, добро, но би се бањале цел ден, а многу деца не знаат да пливаат. Тука би можело да има непријатности, гледаш ли? Потоа и би се сончеле, и ако тоа не го направиме постепено како што не учеа раководителите, грабчињата ќе ни изгореа. Па и со спиењето. Раководителите велат дека спиењето децата растат. Кој ќе го знае тоа, но ако е така, тогаш е добро. Потоа, што има друго? Да мораат и целите чини убаво да се испразнат. И тоа е убаво за нас, но здодевно е. Треба да се признае. Друго, што има друго? Мисли Зоки Поки ги премислува сите подробности во животот овде. Па кога така ги разгледа работите, некако полесно му доаѓа. Навистина, има многу непријатни работи, но овде е сепак прекрасно. Треба само да се ужива во се. И ете така како да почне и целото летување. Верувајте, Зоки Поки ги пронајде сите радости. Ке ги отвори очите наутре, трубата свири. Трата ту, и Зоки ќе си помисли, што убаво свири, каде ќе најдам друг пат труба да ме разбудува. Потоа трча со другите деца кон чешмата на големата чистинка. Се плиска со студена вода, се прска со децата и си мисли, еј, уживање, каде го има ова дома? Откритие. Зоки Поки се врати од летување. Додека стигна дома, тој трчаше по улицата. Трчаше по скалите и така трчајки се втурна во собите. Ги фрли своите работи. Застана за миг малку вчудоневиден. Потоа пак истрча надвор и слезе дури пред зградата. Така застана и од тука како да почна да се созема. Беше пладне и улицата мируваше во жештината. Па Зоки брзо ја виде Лидија, што се враќаше од градинка. Иако мајки ја држеше за рака, таа и се скубна и потрча кон Зоки, но наеднаш, токму пред него, нешто како да ја запри и таа рече. О, Зоране! Зоки беше зачуден. Од кога таа престана да биде за Лидија Зоки Поки? Зошто ме викаш така? Праша тој, избунувајќи се уште повеќе. Но наместо одговор, Лидија рече. Си дојде ли, Зоране? Си дојдов, рече Зоки, се уште не верувајќи си на ушите. Ки си играме ли после? Лидија го гледаше зарадуван, но Зоки Поки забележа нешто многу повеќе од тоа. Тој свати дека таа во него гледа нешто повеќе од што бил порано и дека поради тоа се смета недостојна да се игра со него. Што е тоа, си мислеше Зоки? Што е тоа што ме прави поинаков? Трчајки се врати горе во станот и кога го погледна татка си, мајка си и баба си, го забележа истото она што го откри во очите на Лидија. Тие го гледаа восхитени од промената што се случило во него. Лидија ме вика Зоран, рече и се насмеа, а веднаш потоа праша.
Зошто ме гледате така? Си се изменил, Зоране, рече тато. Си пораснал, сине, рече мама. О, колку си пораснал, Зоки мој златен, рече и бабата. Зоки почна да трча по собите и кога сето она што го чу го среди во својата глава, застана. Да, се му беше јасно. Пополека отиде во шпајзот и го најде она јаженце со кое порано секоја недела се мереше. Потоа го исправи од петисите се до врвот на главата. И уште полеќе се зачуди. Беше поголем цели 2,5 прста. Мајко моја, потоа пак почна да трча скоро избезумен од радоста што му ги раскинуваше градите. Ја дофати високата библиотека. Со прстот го допре рамото од сликата. Само малку се поткрани и можеше слободно да гледа низ прозорецот. А кваките на сите врати ги отвори лесно. Лесно како да е тато. И кога го откри сето тоа, се втурна во собата каде што беа неговите, не мислејќи повеќе на ништо, радосен и среќен извик. Па јас сум голем, бабо, мамо, тато, јас сум голем. Тие гледаа во него со насмевнати очи, а бабата ги избриша своите солзи радосници.